Во оваа пандемија сите знаеме дека тешко отработите. Посебно во делот на овие ниските лиги. А овие што се прволигашите си ги имат своите обавези, си ги знаат подобро и од нас. Значи, тие добро ме познават во кој дел најмногу и помагам. И тоа добро и не случајно, пак ми го доверат тој мандат. Релативна работа е сега да кажеш што би направил, се зависи и од самата пандемија, а во друга прилика може да направиме посебна емисија, па да кажеме повеќе во делот на што планирам. Но сепак ќе бидете во функција на клубовите кои што сепак партиципираат во овој дел во Струмица, како е Општинската лига, клубовите кои што се од Третата лига и прволигашите. Секој сум работил во корист на нив и не случајно ми го дава таа поддршка и планирам да продолжам во тој стил. Пак ќе кажам, тешко е моментално, ама за тоа сме тука да се бориме, да биде подобро, посебно во делот на клубовите, и за тоа тој револт сега станат, бидејќи мора да мислиме сите на клубовите, бидејќи тие дават пари и мора тоа ние да го почитуваме како спортски работници. Тоа значи дека ја се испочитува она мнозинство овде, барем по гласањето забележавме дека не партиципиравме со делегати во фудбалското собранието на ФФМ, во управен одбор и пак и за претседател. Секој пат кога се појавуваат некои неправилности и во некој подолг период, тие неправилности се укажуваат во делот кога се седне на маса, на кафе. Сите се слагат за некои работи, дека работиме неправилно, дека има фантомски сојузи, значи сојузи што не постојат, и кога ќе дојде делот, најверојатно тие сојузи и ги прават претседатели на федерации, и секој пат големите сојузи, како што сме ние, остануваме како трн во око, бидејќи ние малку повеќе збориме, а мора да збориме бидејќи ние постоиме и сме нешто. Дали е битно да бидеш некаде со некој што не постои, или да ти ја кроје судбината со договарање да не те гласа и да еве ние четврти мандат Струмица нема да има член на управен одбор во ФФМ, ама сигурно нема се жариме, туку ќе одиме ќе грабиме напред за да нешто се смени на подобро